Благодарам, подпредседателе. Одма да кажам дека ќе дадам поддршка на законот, како и претходно на амандманот од колегата Панчо Минов, но морам да го искажам мојот впечаток дека секогаш реагираме многу касно во моментите кога веќе ќе настане проблемот во откупот на земјоделските производи. Во случајов станува збор за грозјето, а истото се случуваше и со оризопроизводителите, и со тутунопроизводството, каде што веќе се интервенираше со сличен ваков закон за финансиска поддршка за намалување на штетите предизвикани од вирусот COVID-19, но мислам да проблемот е посуштински, дека не е само причината од моменталната пандемија, туку и потврлувањето на институциите на системот, државата, во моментите кога треба да се припреми организацијата на еден откуп, да помне како што треба, без никакви проблеми, но и во текот на откупот. Како што спомна и колегата Јованчев, сега ние треба да размислуваме навремено за идната реколта, за да не дојде дополнителен проблем и тогаш повторно да бараме некој начин, сега е ковид кризата, утре некој друг начин да треба да бараме за да гасниме пожар, да го спречиме незадоволството или да го намалиме незадоволството кај земјоделците, со тоа што ќе помогнеме со некој денар, 2, 3, а ваму сне дозволиле да немаат откуп како што треба, да нема загарантиран откупот да течи лошо, да наместо по загарантирана откупна цена да си го предадат грозјето или другиот производ како што треба и да си наплатат достоинствено, му се откупува по ниски цени, а потоа се дава на некој начин некоја милостина, што многу често се злоупотребува во текот на изборни процеси, се уценуваат земјоделците, му се кажува дека еве ние на некој начин ви помагаме, па се бараат гласови и слично. Затоа, за да не дојдеме до вакви ситуации, ние навремено треба, како држава, како институции, да интервенираме. Јас навистина морам да изразам незадоволство што денеска немаме представник тука од Министерството за земјоделство, бидејќи треба да ги слушни суштинските проблеми кои доведуваат до незадоволство кај земјоделците. Јас малце ќе направам, излезам од темава на лозарството, на грозјето, но морам да напоменам, бидејќи во моментов е во тек откупот на тутун. И повторно, како и минатата година, имаме незадоволство кај тутунопроизводителите. И уште во себе да ви кажам на сите, како комисија за земјоделство во Собранието на Република Македонија, но и на господата од владата, од заменикот министер за економија, дека ќе имаме ние ваков ист проблем и повторно ќе треба да интервенираме на некој начин, повторно да го намалиме незадоволството на тутунопроизводителите. Што се случува? Оваа година, оваа реколта, имаме навистина производ со висок квалитет. Поради климатските услови, кои беа суша и слично, ние имаме намалени количини, но имаме производ со навистина висок квалитет и нормално е да земјоделците, тутунопроизводителите очекуваат да го предадат по високи цени, бидејќи се работи за навистина и од стручните лица докажано дека оваа година, оваа реколта, имаме навистина производ со навистина висок квалитет, но што се случува на терен, имаме повторно по откупни цени што не соодветствуваат со квалитетот на производот. Ние со овој квалитет, цената откупна во моментот не требаше да биде испод 220 денари. Тоа го кажуваат сите тутунопроизводителите, но и оние експерти во тутунопроизводството. А во моментов официјалната откупна цена е 180 денари, што навистина предизвикува незадоволство кај тутунопроизводителите и сведоци сме тутунопроизводителите секојдневно реагираат и се закануваат со протести. Нормално е, бидејќи му се откупува производот по несоодветно ниски цени. И повторно тука ќе имаме проблем
со пореметување на пазарот со откупната цена, бидејќи откупната цена со производствената се тука некаде. Ние, еве да ви кажам, во моментов, наместо на 202 пункта, како што претходно се вршеше во минатите години откупот, се отворени 173 откупни пунктови, што дополнително прави притисок врз тутунопроизводителите. И нормално е да се незадоволни заради ова, бидејќи и самиот откуп каснеше, почна на 15 ноември, како што треба законски со онај предвремен откуп, започна страмежливо на 6 декември и потоа дел од не сите повторно откупни пунктови беа отворени до 15 декември. И треба да се запрашаме дали на државата и е потребен овај производ, дали државата повторно ќе ги остави околу 30.000 семејства да бидат буквално оплячкани на вагите. Јас како пратеник од 4-та изборна единица, како пратеник од Прилеп, кој што е најтутунарски град, најголемото производство на тутун доаѓа од Прилепскиот регион, апелирам до Државниот земјоделски инспекторат. Уште еднаш ќе кажам, ќе изразам жалење што немаме тука представник од Министерството за земјоделство. Проблемот е во моментот што на терен немаме присуство на инспектори од Државниот земјоделски инспекторат. Се врши колеш, се врши плячка на тутунопроизводителите. Високо квалитетен тутун му се откупува во 3-та и 4-та класа, односно за 150, 160, 170 денари. И што е сега? Имаме момент кога наместо да биде откупната цена просечна 220, 230 денари, достигнуваме за 170, 180 денари. И во старт се оштетени за некаде околу 1 евро. Ако знаеме дека имаме околу 19 до 20 милиони килограми, во старт ќе бидат оплячкани тутунопроизводителите со 20 милиони евра. И што ќе се случи? Ќе ги обештетиме на крајот со 5 милиони евра. За да не се случи тоа, ова истото ќе се случи и со грозјето. Затоа правам паралела. Бидејќи ова е актуелно во моментов, господине Панчо Минов, затоа апелирам да не се случи и во наредната реколта да треба да бараме помош од 3 денари, а да му се откупи грозјето по мизерни, понижувачки откупни цени од 2, 3, 5, 7 денари, а за гарантираната цена... Ќе ве замолам за почитување на соговорникот. Јас зборувам за да не дојдеме повторно, бидејќи еве гледаме дека и со тутунопроизводството 2 години со ред доаѓаме на истото. Затоа апелирам да не дојдеме повторно да бидат оплячкани при откупот, а после да му се нуди некоја милостина. Затоа уште еднаш апелирам државата да интервенира, Министерството за земјоделство да интервенира, Државниот земјоделски инспекторат да си ги изнеси инспекторите на терен и да не дозволи високо квалитетен тутун кој треба да биде проценет во 1-ва класа, 2-ра класа, да биде откупуван во 3-та и 4-та и со тоа да се дозволи на откупувачите да откупат високо квалитетен тутун за несоодветна понижувачка ниска цена. Ви благодарам. Ви благодарам.